Македонскиот шампион Шкендија доживеа тежок пораз во Азербејџан, каде со 5-1 загуби од Карабах, а со тоа тимот од Тетово со вкупни 6-1 беше елиминиран од квалификациите за Лигата на шампионите, па сега се сели во плей-оф фазата во Лигата на Европа, а каде ќе се соочи со бугарскиот тим Лудогорец, кој пак беше елиминиран од Ференцварош. Шкендија одлично го отвори над преворот на стадионот Тофик Бахрамов, а веќе во 10-та минута имаше предност од 0-1 со голот на Тамба, но радоста траеше кратко. Клинсман Цакиси постигна автогол, а во 18-та минута Боргес погоди за водство од 2-1. Сиријата на голови на Карабах продолжи откако Акун Санте постигна гол за 3-1, а пак Јанковиот пенал зголеми на 4-1. Во втори дел Антраде ги постави конечните 5-1. Карабах сега ќе игра во плей-офот за Лигата на шампионите против Ференцварош, додека пак Шкенди и Лудогорец ќе играат во плей-офот за Лигата на Европа. Поразениот од мечот меѓу Карабах и Ференцварош ќе игра во групната фаза од Лигата на Европа, а пак победникот во Лигата на шампионите. Додека пак победникот од дуел меѓу Шкенди и Лудогорец ќе игра во групната фаза на Лигата на Европа, а пак поразениот тим во групната фаза на Конференцијската лига на УЕФА. Тоа значи дека без разлика на исходот на Шкенди од соочувањето со Лудогорец ќе игра во групната фаза на Конференцијската лига на УЕФА, а со тоа тимот од Тетово ќе биде вториот тим од Македонија после Вардар кој играл во групна фаза од елитно надпреварување на УЕФА. Првото соочување меѓу Шкенди и Лудогорец ќе биде во Скопје на 21 август, а пак на 28 август во Бугарија ќе биде реваншот.